Господин Андов, 2 август е голем ден за Македонија, за македонскиот народ. Да ви ги честитам празниците. Чествуваме Илинден, чествуваме Асном. Колку денеска се оддалечивме од она што беа идеали на илинденците, од она што беа идеали на асномците, од она што беше визија еве на вас како прва постава во плуралистичка Македонија, како прв претседател на собранието во плуралистичка Македонија. Колку сме оддалечени од она што првично како визија беше зацртано за нашава земја. Благодарам на честитките. Треба да си го чеституваме тој празник и да му се радуваме. Респективен е периодот што помина и од едниот настан, и од Илинденското востание, и од првото заседание на Асном, и сега се разбира, целиот тој историски процес е на видум, го гледаме и можеме да расудуваме за него. Тие биле извонредно важни настани и ние денес мора да се прашаме дали тие завети ги остваруваме, што од тоа остваруваме, што се покажало неостварливо или некоја друга слабост имало или било одраз на нивните моментални состојби во кои работеле тогаш. И сакам да кажам дека сепак ние можеме да биме горди што како генерација на која јас припаѓам таму тогаш, 91 година, ја истерававме работата и успеавме да добиеме независна држава. Македонија ја да претворивме во независна држава. Каде сме сега? По моје вака мислење, може да сум многу строг, ама мислам оти власта забега. И имаме проблеми, се искомплицираа сега проблемите и со Грција, се ослабе нашата позиција што беше во добиена со привремената спогодба. На внатрешен план, фактички, дојде до спојување на партијата и државата. Државата изгуби многу атрибути. Државните институции дојде во ситуација да работат под партијски диктат. Кај нас државните институции не се терат работата, гледат да направат услуга на партија. Тоа не бива така не е добро. Потоа се деградират. Целата постапка на председателот со аболицијата излезе многу несериозна. Тој Џеомите нешто намеравал, вакви и такви концепции, ови и оние цели, после туп се избриша. Така да се гледат и не промислил пред тоа. Ма не само тоа. И многу други работи власта сега не ги праве стамено, да застане како власт одговорно и да е спремна да поднесе одговорност. Ако негде сгрешила, да се поправи, да признае од изгрешила. Ако грешки се толку големи, и оставките се дел од демократијата. Кај нас ние тоа го немаме. Господин Андов, ајде вака од дистанца. Каде бевме, кај сме, кај можевме да бидеме и на кај тераме? Вака, ние се си одеше нормално до 2008 година. Оно што се случи во Букурещ 2008 година е резултат на политиката на владата на Груевски, што ја негде во 2007 инаугурира како програма од 12 точки, кога отиде на Џон со грчите. И од тогаш ние почнавме да ги губиме пријателите. Ние сега не можеме да речеме, ако имаме некој приговор на грчите, ние порано тие одбива со нас да разговарат. Од 2005 година од 95 година прифаќат да разговарат со нас. Меѓутоа сега тие ретко прифаќат. Еве од кога е Груевски на власт, премиер, колку ја што се сеќавам од Грција, нити дошол, нити премиерот отишол таму. Меѓутоа, основно е што сега нема, ние не се на наша страна, ние ги одбивме, како намерно ги одбивме, тоест од незнаење и од грубост во постапките ги одбивме, сите оние кои многу ни помогнаа така да одат работите и да се исредуваме односите во еден подолг рок, али да ги средиме до крај односите со Грција. А каде можевме да видиме?
Од сега ние ќе бевме во Европската Унија, сигурно ќе бевме во Европската Унија, негде може би со Хрватска или после Хрватска, а исто така и во НАТО со Хрватска. А на кај тераме сега? Сега сме нешто поназад од 95-та година во овој област на меѓународен план. Многу сме назад. Голема штета е тоа. Пораката која што ќе испратите до политичките елити за од 95-та, како велите, или назад сме веќе од 95-та, да се вратиме во 2016? Кои се пораките? Па, се нов вид политичари. Сега овие политичари се премногу склони на демагогија и популизам. Со популизам, на вистина навидум, народот одлучува, народот се приведува во ситуација да решава и така натаму. Меѓутоа, обично се изигрува народот. Едно се зборува народот, друго се прави после. Народот, нашиот народ и македонци, и албанци, и сите што се бе тука заедно што живееме, сигурно не сакал ваква позиција да има Македонија сега, како што сега има. И овие политичари треба да се освестат, да се соочат со реалната ситуација. Да речеме, по моите вака принципи, како мислам дека треба да има, да работи власта, досега владата на Груевски требаше да си остат, да си одат, да чекат нова прилика, да научат малку од тоа што ќе идат во опозиција, па може би па ќе се вратат. Инаку сите пропусти, промашаи, последици кои ги имаме, пред се на меѓународен план кои се одразуваат внатре, ние, например, сега може би да земеме кредит, ама ако бевме во постапка за прием во Обединетите нации, не може да ни би треба кредит, че бевме корисници на средства кои Европската Унија ќе ги обезбедува и неповратни си тие средства. Така да, тоа на народот не му се објаснува. Треба да му се објасни. Инаку, морам да ви кажам, добро е што нашата земја е таква опозиција, сепак да може да зема кредит. Дали е добар кредит од сега? Дали се добри услови? Дали е сумата добра? Тоа е друго прашање. Така да мислам и во сегашните услови тешко може да се некои други луѓе мора да дојдат за нова политика или сериозна промена на политиката, треба други луѓе. Прво, овие луѓе сега сите ги знаат надвор кои се шо се, па имат резерви, не сакат да... Не им веруват, не сакат со они многу и да разговарат. Видите, не е убаво така, ама се случува кога одат надвор, освен во тесни партиски кругови на таа Европска народна партија, не се во состојба да немат контакти со другите луѓе. Така да мислам тие најдобро би било тие луѓе да се известно време склонат, да се тргнат, да не одат во активната политика и да дојдат луѓе со нови идеи, како да се санира она што сме го изгубиле. Сигурно има такви луѓе, млади луѓе, сигурно, тие треба да дојдат. И јас, мојата надеж е во тоа. Тоа е дека ние имаме луѓе. Како не имаме луѓе? Пораката до граѓаните? Пораката до граѓаните ми е да со 4 очи ги гледат на она и со 4 уши да слушат она што некој го кажува. Да ги изострат чувствата на размислување и проценување и да не бидат наивни, да бидат манипулирани, лажени и примамувани. И друго, да не се продават ефтино, политички да не се определуват за, да кажеме, гајба пиво, ама и нека е повеќе или едно работно место и така натаму. Ако се работите постават овде кај нас, ќе има многу повеќе работни места и ќе има многу повисоки плати од сега. Исчекорувањето кон Европската Унија е клучот во тоа. Статусот на државата треба да се промени на добро. Господин Андов, ви благодарам на разговорот.